Извештајот за пензиска заштеда го добиваш по пошта или по електронска пошта. Ти одлучуваш, но тој не е само обичен документ. Тоа е твој личен финансиски извештај. Преку електронските портали на твојот пензиски фонд можеш лесно и брзо да пристапиш до него во секое време. Зошто е важно да го отвориш? За да провериш дали уплатите се редовни, да знаеш колку средства имаш акумулирано и да реагираш навреме ако нешто недостасува. Извештајот за пензиска заштеда ги содржи сите информации за твојата пензиска заштеда. Ајде да го разгледаме заедно, ставка по ставка. На врвот од извештајот е прикажан износот на вашата пензиска заштеда на крајот од годината. Тоа се сите средства што ги имате на вашата сметка. Во примерот на 31 декември 2025 година, состојбата е 57.000 денари. Потоа следува детална табела со сите уплати и трансакции во текот на годината. Секој ред представува поединечна месечна уплата во вториот столб од работодавачот. Во колоната опис е наведено за кој месец се однесува уплатата. Например, ознаката P202501 значи пензиски придонес за јануари 2025 година. Во третата колона е прикажан износот на секоја уплата. Тој најчесто е ист, но може да варира во зависност од износот на платата, например 2000 денари месечно. Почетната состојба ги прикажува средствата што сте ги имале на сметката на почетокот на годината. Крајната состојба го покажува вкупниот износ на крајот од годината, по сите уплати, приносот од инвестирање и наплатените надоместоци. Вашите заштеди се изразени преку сметководствени единици. Например, ако поседувате 377,9 единици, а една единица вреди 150,8 денари, тогаш вашата вкупна заштеда изнесува 57.000 денари. Овие заштеди се дел од вториот столб. Следете го вашиот извештај редовно, тоа е вашиот доказ дека навистина градите безбедна пензионерска иднина. Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување МАПАС.